Здраво живо! Се наоѓаме во легендарното студио Анастасија на гости кај продуцентот Љупчо Павловски. Здраво живо, Љупчо! Како си? Добре, добре си. Добро е. Како сте ви? Добро е, бе. Се трудиме да ја придвижиме, да ја обновиме македонската музика. Пред да те прашам нешто, би сакал да кажам јас за тебе. Значи, Љупчо Павловски е велен мајстор од светски размер. Јас тоа одговорно го тврдам кога се работи за звук. Значи, можам слободно да кажам дека повеќе од пола, од 50% од македонската музика што излегува последните 20 години се излезени токму од тука. Јас сум жив сведок кога работевме со Војко ми, со Војо Становски, со Благица Павловска, со Миле Кузмановски, во поновите Јордан Митев, да не зборувам за јас и Владко, значи од песната Мајко ќе одам јавано до ден денеска, до ајде ојме Јано, сите работи се сработени, сите песни се сработени тука и да кажам, јас и брат ми некако тука во овој простор, поминувајќи по 12 и повеќе сати, созреавме, пораснавме. Јас лично имам многу занает украдено. Бидејќи заедната легално се краде. Нема потреба да се краде. Се подкрадено, да. Имам открадено од овој човек, што и јас сум посебно среќен што го познавам, а и навистина е многу голем, како да кажам, фактор, многу има трага оставено и се уште знам дека ќе твори кога се работи за македонската музика. Да не набројуваме уште колку музика. Нема потреба долу и без тоа премногу ме изнафами, така да не знам од кај да тргнам. Тоа е Благодарам на убавите. Тоа е реалност и без да кажам тоа си стои така, евидентно е. И благодарам на убавите. Да те прашам дали сте добри, како оди музиката? Па сега во последниот период, како и сите работи, малку има застој, меѓутоа ние за музиката живееме така да и да нема многу бенефити финансиски, ние сепак ќе си работи на музиката. Да, ние го Избор немаме. Вака заедно, ние дојдовме заедно со ИД продукција, да сакаме да организираме еден надпревар. Повеќе, ете да кажам, проект за обновување на македонската естрада со млади пејачки таленти и како многу вреден човек, како жива легенда, сакаме да те прашаме дали ти би не поддржал нас, дали би ги поддржал талентите, тоест сите заедно да ја поддржиме и да ја збогатиме македонската музика и да си го обележиме нашето време на живење. Ви благодарам на поканата и секоја иницијатива која ќе ја збогати македонската естрада и ќе внесе нова свежа крв во естрадата е добре дојден. И баш ми е мило што ќе видам дел и што ме каните да видам дел од таков проект. Задоволството секако ќе биде наше. Па што ќе порачате на младите таленти? Дали ќе ги охрабрите? Да ги охрабрите, што ќе слушнат од вас? Во нашава држава има многу талентирани деца, значи што се кријат некаде таму за даголот и чекаат некој да ги пронајде. Немаат можеби и доволно храброст, некои и немаат доволно финансии за да можат сами да се впуштат во како да кажам, естрадата е малце комплицирана и на прв поглед може да се плашат од целиот тој предизвик. Овој проект може да помогне да се откријат многу млади дечиња кои што се многу талентирани и што може да ја збогатат естрадата. Ја би ги поздравил, би ги охрабрил сите и за гледачите ова да кажеме на проект благодарение на нашата доверба која е изградена, сега да не звучиме старија, меѓутоа јас веќе 2 децени само јас функционирам во Љупчо и значи со цел
да се избегне тој финансиски проблем и да добие шанса, да има шанса, значи секој талент да добие шанса да се покаже. Па понатака со Господ напред. Ви благодарам уште еднаш на поканата и се надевам дека овој проект ќе биде успешен и дека ќе потрае подолго време. Да се откријат што повеќе млади талентирани деца пејачи. Да си жив и здрав, па се ја буда на превара Се со гледа Господа. мене. Ајде,